Добар ден, почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за финансии Фатмир Бесими. Господине Бесими, веднаш по стапувањето на функцијата требаше да се зафатите со ребаланс на буџетот. Колку пари фалат? Колку изеде корона кризата од државната каса? Ова ситуација наметна ребаланс на буџет кој ќе произведе точната бројка, ќе произведе со сетот на мерки. Зависно од тоа нешто веќе работиме, сме дошле до одредени проценки за скратење, односно реалоцирање на средства од постојниот буџет, и вториот дел, зависно колку ќе изнесе целиот пакет, што веќе сме при крај, ќе се оди со евентуално зголемување на дефицит или задолжување со цел да се покрие целиот сет пакет на мерки. Тоа е во рамките на очекуваното отприлика колку што биле досегашните мерки во претходните 3 пакети за справување со ковид кризата. Првиот вице-премиер Артан Груби најави субвенции за етнички вработувања во приватниот сектор. Ќе бидат ли предвидени пари за тоа во ребалансот или во буџетот за наредната година? Во програмата на владата за 2020-2024 година, значи на овој состав на владата, пред собранието беше доставена програма за работа на владата, меѓу која имаше и формулација во однос на тоа дека владата во соработка со приватниот сектор ќе го охрабри и ќе го поттикне со цел за поддршка и промовирање на добри меѓуетнички односи и толеранција со цел да тоа биде создаде една позитивна работна средина во смисла на искористување на целокупниот потенцијал во човечки потенцијал во економијата. Одма да разграничам, значи тоа што е важно, пошто гледам во јавноста, значи се создаде доста активности во однос на оваа тема, значи во економијата. Тоа не само кај нас и низ целиот свет, значи квалитетот ќе биде пред се детерминирачки, а ние веруваме, јас лично верувам дека граѓаните, независно од нивната етничка припадност, имат своји квалитети како личности и професионалци. Идејата на ова е како што постојат вакви вредности во Европска Унија, диверситетот да биде една од вредностите, како што има во светските глобални компании, како што денес еден Google за свој CEO или Alphabet, како главен извршен директор од Индија, така да и тука диверситетот ќе биде само позитивна вредност во нашата економија и тоа да произлезе и од потребите на пазарот, и мислам дека во соработка со бизнес заедницата тоа може да биде само еден нормален процес согласно квалитетот и пазарните принципи, а со оглед на тоа владата со поддршка за промоција на диверзитетот како што се вредности во Европска Унија, каде што ние имаме цел да станеме дел од тоа. Поттикне и охрабри не откриваат многу од аспект на владините политики. Тоа е дел која ќе произлезе од соработката со бизнес заедницата. Главната цел е дека граѓаните, без разлика од нивната етничка припадност, нивниот квалитет, професионален и личен, ќе биде главна предиспозиција, како што тоа условуваат пазарните услови, односно како што ќе детерминираат пазарните услови. Така да политиките ќе бидат во насока на поддршка на економијата, создавање на нови работни места, охрабрување во смисла на диверзитетот, како што го прават светските компании, како што го прават меѓународните институции. Добро, имаме ли анализи кај кои социјални или етнички групи има подвработеност за да се стимулира нивно вработување? Пазарот ќе детерминира како фирмите ќе реагират на пазарот. Значи, главната премиса со векови во функционирањето на пазарната економија се пазарните предуслови. Тоа што државите во разни политики, било да се социјални, било да се од друг карактер, е да поддршка на економијата. Меѓу другото, во конкретниот случај и промоција и поддршка на диверзитетот на нашата општествена реалност. Тоа е работа што се прави и во глобалните меѓународни компании. Тие си имаат своји политики на човечки ресурси, каде што го имаат една од вредностите промоција на диверзитетот. Владата го најавува четвртиот сет мерки за помош на граѓаните и стопанството. Што ќе содржи тој? Дел од постојните мерки кои што функционирале
од досегашниот период и давале ефекти, ќе продолжат, дел од нив ќе продолжат, ќе се редизајнират за да се зголеми нивната ефикасност и ќе има веќе и нов сет на мерки. Тие ќе бидат транспарентни, ќе бидат потаргетирани и ќе бидат поедноставни во имплементација. Значи, со тоа се настојува импактот врз економијата да биде на што побрзо да се реагира со мерки, со цел тој ефект да се види во поддршка на економијата во овој период на се уште влијание на ковид кризата врз нашето стопанство. Секако дека тука може да се наведе дека во делот на тоа што биле поддршка на фирмите во однос на задржување на бројот на вработени, мерките што биле користени до сега ќе се редизајнират во оглед на подобро таргетирање. Тие што имале поголем импакт кај нив, значи приходите им се намалени, да кажеме, за пола или 50%, кај некој повеќе, кај некој помалку, соодветно ќе се реагира. Потоа, исто така е важно дека ќе се продолжи со ова сетот на мерки за поддршка на здравството и социјалните најзагрозени граѓани, како што се од кредитот со Светска банка што веќе помина во влада овие денови и е пред собраниска процедура околу 90 милиони со Европска инвестициона банка и Банката за развој, која веќе се работи на повлекување на нова транша за поддршка на стопанството со поволни каматни стапки, гарантна шема за приватниот сектор, значи државата преку Развојната банка ќе помогне со гаранција со цел да се намалат трошоците на фирмите кои сега со оглед на ситуацијата не можат да бидат квалификувани за кредитирање, тоа што со гаранција на државата ќе им се возможи на тој дел на фирми да можат да аплицират и да го пребродат овој период, така да и средствата што одат од Европска унија, првата транша од 80 милиони евра, што беше за макрофинансиска поддршка, околу 37 милиони евра ќе одат за стопанството, пред се, и тоа ќе бидат бескаматни кредити, пред се за поддршка и со дел од грант за жени стопанственици или за млади што имаат иновативни решенја, инвестиции во иновации и развој. Меѓународниот монетарен фонд ја смени проекцијата за пат на македонската економија на 5,5% од првичните минус 4%. На што се должи овој нивен песимизам и какви се вашите проценки? Тие ги ревидира надоле не само за Македонија, значи туку и за и други земји од регионот, но и на светско ниво. Ако ги гледаме назад, значи нивните проекции во април и јуни и сега што ги очекуваме, значи април и јуни се а фактички јуни се по-песимистички од април и сега и ова последната ревидирање во смисла на тоа дека импактот на COVID бил поголем од тоа што првично се мислело, особено ради фактот што административното затварање, односно локдаун на економијата, односно прекинување на економска активност со административни мерки, прилично траеше долго и импактот беше поголем од тоа што првично беше замислено, иако ние сега во овој период, ако ги гледаме приходи и расходи, и ако гледаме тоа што се случуваше во нашата економија во вториот квартал, значи се уште во Министерството сме на таа проекција дека на првичното што беше со ребалансот на 3,4 пат на GDP-то, но имаме варијација на сценарија зависно од тоа до крајот на годината како може да варира. Во овој момент сметаме дека доколку третиот квартал биде со помал пат од вториот и четвртиот би требало да стигне на позитивна нула, да излезе од падот, доколку нема нова ковид бран. Јавниот долг достигна 6,5 милиарди евра, односно 60% од бруто домашниот производ. До каде може да одиме? Што би било безбедно задолжување? Стандардот што во нормални времиња се гледа, тоа за земјите од Европска унија е некој општ стандард е околу 60% од бруто домашниот производ. Меѓутоа, ако гледаме ние реално сега каде се земјите на Европска унија
а и од регионите. Натамо веќе имаме Хрватска и Словенија, еве поблиску до нашите, тие се отприлика 67 или 77% од бруто домашниот производ. Имаме ситуации на земји од Европска унија што се со поголемо задолжување, така да тие параметри, тие рамки треба да ги сватиме од аспект на среден рок, среднорочно, затоа што во период на криза, во период кога немаш раст на бруто домашниот производ, немаш инкам, немаш приходи, имаш сериозни потреби за расходи, меѓу кои расходи во буџетот, за да покрие тоа што во приватниот сектор, а и кај граѓаните недостасува. Тогаш едноставното решение на краток рок задолжување и преструктурирање на долгот со цел на среден и долг рок ние да немаме преголемо презадолжување. Земите од регионот некаде се со различна позиција на јавниот долг, но секако во вакви ситуации не е чудно да се слушне дека јавниот долг може да порасне со оглед на тоа дека имаме и многу сериозни инвестициски проекти, во инфраструктурни проекти да се поддржат, кои се исклучително важно за нашиот долгоречен раст и развој, меѓутоа и од аспект на нашата конкурентност. Кога ги споменавте инвестициските проекти, кога сме кај капиталните инвестиции, во последниве неколку години има исклучително лоша реализација. Имате ли план како да се надмине таа лоша реализација на капиталните инвестиции? Па секако, ние тоа го гледаме и во делот на ова што го потенцирав, ќе го повторам, значи во смарт финансии, има и еден составен дел на смарт индикатори, развојни индикатори. Ќе следиме, значи, во Министерство посебна единица за следење на капитални инвестиции, во влада исто ќе има тело која ќе поддржи реализацијата на инвестициите, доколку има одредена потреба за меѓуресорска координација. Меѓутоа, тука исто така, веќе сме за овој проект за смарт финанси имаме јасна поддршка од меѓународните институции и од Европска комисија. Работиме има во систем, во моделот на менаџирање со јавни финанси, дополнителни средства, грант од 5 милиони евра за систем за софтвер за буџетирање и планирање. Исто така имаме и разговараме со Светска банка дополнителни средства за да може да имаме систем, софтвер, односно апликација и во финанси, во управа за јавни приходи, за да може да се вкрстат податоците, да можеме подобро да планираме. Тоа е еден аспект. Веќе во наредниот период брзо ќе биде на ЕНЕР ставен и ќе почне јавна расправа за нов закон за буџет, нов закон, реформски закон. Ви благодарам на издвоеното време. Ви благодарам и вас на поканите. Го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. До гледање.